Не знам дали има човек во држава кој што може да биде задоволен од ваков одговор. Евидентна е спасовски нервозата кај вас, а уште поевидентно е тоа што се обидувате со личен напад спрема мене да го избегнете одговорот на прашањето. Нема проблем. Нити сум осомничен, нити сум постапка, можете само да замајувате јавноста со тоа. Но не си. Точно, правда треба да има за секого. Ќе има и за вас, и за тие околу вас, и за тие до вас. И за тоа многу брзо ќе дојде. Немојте да се обидувате да не правите дека нафта пиеме со тоа што ни кажувате дека институциите се одговорни. Зашто се одговорни? За тоа што сам ви се врати? Или да ми кажувате дека немало тука поента во некој нешто договарал, пошто тезите биле не знам какви една по друга, не биле комплементарни и слично. Па, ако не се лажам, токму вие изјавивте во текот на вчерашниот ден дека ако не се предадеше до 21 ќе беше приведен. Знаевте каде е? Што не го приведовте пред да се пријави? Тоа е ваша изјава, не моја. Во комуникација бевте. Што не отидовте да го приведете од кој избега? Или се договоривте да дојде сам да се пријави, па го чекавте? Или отпосле ви текна што кажавте дека ако до 21 не се пријави, дека тогаш ќе го приведуваат. Стварно мислите дека некој ви верува? Па дома прашите ги, вашите не ви веруваат, се смеат сигурно. Пуште кажавте дека нема потреба, тоест Русковски, извинете, кажа, немало потреба од информативен разговор. Во ред било. Зошто? 40 температурата ви сплаши дека може да се заразите од ковид. Нели прележавте сите поеднаш? Значи срамота е ова што го правите. Значи сами на себе не си верувате. Еве ве гледам во очи и ви кажувам. Сами на себе, говорот на телото тука кога излегувавте, ви кажува дека сами на себе не си верувате. И тоа го гледа цела македонска јавност. Срам и брука сте за држава. Благодарам, не сум задоволен од одговорот и немам дополнително прашање. Депутат Јануковски.